може да отворите книга Неемија, имате пред вас Библии, вие што сте доле, вие што сте горе имате таму некаде Библии, може ако сакате. Или отворете телефон. Дозволено да се чита Библија на телефон во црква, ама ако стварно е читање Библија, ако е нешто друго, ако е Facebook, Instagram, Господ гледа. Значи Неемија глава 2. Ќе продолжиме таму каде што застанавме претходниот пат во однос на проповета. Минатот пат читавме глава 2 стихови 1 до 8. Ама чисто како едно подсетување, каде се наоѓаме во таа така наречена приказна, што ни ја кажува. Кога велам приказна, не мислам на нешто измислено, туку на нешто што навистина се случило и нешто за кое што имаме ние денеска извештај после околу 2500 години. Во книгата Неемија ни е даден извештај за обновата на срушените ѕидови околу градот Ерусалим, што се случила во 5 век пред Христос. Од човечки гледано, од перспектива на луѓето како ликови, главен лик во оваа книга е човекот по име Неемија, некој кој што работел кај царот, персискиот цар како винар, и во еден момент, човек со израелско потекло, и во еден момент Неемија дознава дека состојбата околу ѕидините во градот Ерусалим, или кај ѕидините кај градот Ерусалим, и состојбата на народот кој што живее во градот Ерусалим е ужасна. Тоа го дознава од неговиот брат и од неколку други луѓе, доаѓа да го посетат и му кажуваат дека навистина е за никаде ситуацијата. И кога Неемија добива таа информација, се чини дека во истиот момент како да добива повик од Бог да направи нешто во однос на тие срушени ѕидови во Ерусалим. И разговараше со Бог во молитва, тоа го читавме во првата глава, и кога Неемија разговараше со Бог во молитва, покрај другото, он се кае, го велича Господ, се кае за гревовите на израелците, ама и бара од Бог можност или бара Бог да му даде благонаклоност на царот кон Неемија, бидејќи она што Неемија сака да го направи е да отиде назад да отиде во Ерусалим и да ги обнови ѕидовите околу градот. Значи прво разговара со Бог, потоа разговара со царот, и царот му го дава тоа што Неемија го бара. И минатата проповед завршивме со 8 стих, каде што Неемија вели: и царот ми даде бидејќи раката на Бога беше над мене. Значи сега Неемија еден од најблиските слуги, ако можам да кажам, на царот во тоа време, и бара од царот дозвола на неколку месеци да отиде во Ерусалим и да помогне со обновата на ѕидовите околу градот Ерусалим, што значи дека царот треба да си бара друг винар, му отвара работа. Не само тоа, туку Неемија бара од царот, всушност, царот да биде главен спонзор на тој проект. И царот му го одобрува и тоа. И Неемија заклучува: се тоа царот ми го даде, не затоа што јас сум добар преговарач, не затоа што јас сум близок до царот, не затоа што ми се насмевна среќата или пак денеска знаат да велат универзумот ми се насмевна, не. Туку вели Бог. Божјата благонаклоност е причината за таа отворена врата за тој благослов. И завршивме минатиот пат со таа помисла, или со таа, не помисла, со таа вистина која што Библијата ја читаме во Библијата, а тоа е дека за христијаните нема среќа. За христијаните има Божја благонаклоност. Не е како бидејќи ако нешто ти се случило на среќа, тоа е некоја слепа случајност, тек така се случило. Не, ако си верник, ако веруваш дека постои Бог кој што те сака и го сака твоето добро, не може нешто тек така да се случи, а Бог да не знае. Нешто добро да се случи, а Бог да не знае за тоа. Бог ги поставува нештата на тој начин, што ако ќе имаш некаков благослов, ако ќе се отвори некоја врата, ако ќе се даде некоја добра прилика, не е тоа, каква среќа има да се случи тоа. Не, тоа е Божја благонаклоност. Значи, Неемија имаше благонаклоноста на Бог, имаше благонаклоноста на царот, ама ако што ќе прочитаме сега во 2 глава уште неколку стихови, луѓето таму не го пречекаа со музика кога дојде. Не му рекоа: леле, двај чекавме некој како тебе да дојде да го обнови ѕидовите околу Ерусалим. Туку се соочи со опозиција. Ќе читаме денеска Неемија 2 глава стихови 9 до 12. Значи Неемија 2, 9 до 12. И еве што вели Неемија: вика, кога стигнав кај управителите на областа зад реката
им ги предадов царските писма, а царот беше испратил со мене војни началници со коњаници. Кога го слушнаа тоа Санавалат, хороничанецот и Товија, амонски роб, им стана многу непријатно што дошол човек да се грижи за доброто на синовите Израелови. Пристигнав во Ерусалим и останав таму 3 дни. Потоа станав ноќе со неколку мажи што беа со мене и никому не му кажав што ми ставил Бог на срце да направам за Ерусалим, а немаше никакво добиче со мене, освен она на кое јавав. Откако царот му даде на Неемија дозвола да отиде во Ерусалим, да ги користи царските ресурси за да го обнови зидот, Неемија вели дека пристигнал во областа зад реката. Ама помеѓу 8 стих, каде што вика и царот ми даде, помеѓу 9 стих, каде што вика кога стигнав кај управителите зад реката, најверојатно поминале неколку недели, некои толкувачи веруваат и неколку месеци. Значи треба подготовки, што се тоа подразбира. Во тоа време нема авион да купиш карта да отидеш од Суза во Ерусалим, туку се качуваш на конј или на магаре и патуваш, и тоа трае долго време. Значи најверојатно поминуваат неколку недели, можеби неколку месеци, ама интересно е вели кога стигнав кај управителите, областа зад реката се однесува на таа област која што во Стариот Завет е позната како ветената земја. Значи зошто вели Неемија областа зад реката, бидејќи да доеш од градот Суза до Ерусалим треба да поминеш реката Јордан. Зад реката значи зад реката Јордан. И доаѓа таму и вели им ги предадов царските писма на управителите. И ова е многу интересен текст кој што дел од текстот кој што не смееме да си дозволиме да го тек така само да го прескокнеме. И ова е мудар и стратешки чекор од страна на Неемија. Зошто? Значи во стих 8, во стих 7, Неемија вели, ако благоволи царот, со други збори, царе, ако јас имам твојата благонаклонност и твојот благослов да го изградам градот Ерусалим, зидовите околу Ерусалим, нека ми се даде писмо до управителите на областа зад реката, за да ми дозволат да минувам додека стигнам до Јудеја. Значи он вика, царе, јас одам во територија каде што има одредени управители. Дај ми ти мене гарантни писма дека они нема да ми сметаат ни во моето поминување, па ни во тоа што јас сакам да го направам. И сега, зошто е ова важно? Затоа што неколку години претходно, во времето на кога се враќаа израелците од таму, кога се враќаа од Персиското царство, кога се враќаа на кај Ерусалим, нели да го обноват храмот, да ги обноват зидовите, они го обновија храмот, ама кога почнаа да ги градат зидовите, околните народи почнаа да ги кодошат кај царот и рекоа, царе, ако овие ги обноват тие зидови околу градот Ерусалим, народот ќе се побуни, нема да ти плаќа данок и ти ќе бидеш во загуба. И кога царот го дозна тоа, рече, нека престанат да градат. И сега, поучен од таа грешка, еден наш политичар викаше тешка геостратешка грешка, поучен од таа грешка од минатото, Неемија му вели на царот, ај јас имам гаранција дека никој нема да ме чепка. Дај ми ти мене, царе, писма до сите таму што се, и да им кажеш дека ова што јас ќе го правам, дека нема никој да се поврне, дека нема никој да прави проблеми во однос на тоа. И на некој начин Неемија учи од грешките на неговите сонародници, кои што се случува неколку години претходно. Не тргна само да гради, туку се осигура дека ќе има гаранција дека никој нема да го чепка во однос на тоа. Сега, он се соочи со опозиција. Тоа е факт. Како што ќе читаме и обработуваме книгата Неемија, ќе видите колку често доаѓаа луѓе да се обидат да ги пишманат израелците во однос на изградбата на зидините. Ама никој не смеше да им каже, царот кажа вие да престанете. Зошто? Бидејќи Неемија имаше црно на бело дека царот дал благослов за тоа. И знаете, народот вели дека глупавиот се учи на своите грешки, а мудриот се учи на тугите грешки. Неемија се учи на тугите грешки. И ако не учиме од грешките на луѓето околу нас, родители, пријатели, браќа, сестри од црквата, луѓе кои што ги познаваме, некои пати од оние кои се непријателски настроени кон нас, ако не учиме од нивните грешки, големи се шансите дека ќе ги повториме.
Ако Неемија не научи од таа грешка на израелците што се случи години предходно, можеби ќе отидеше и таму управителите ќе му речат: "Каде одиш ти бе? Имаш ли ти доказ дека царот ти дал дозвола за ова?" Не. Ќе беше работата налево круг. Иди земја дозволата, поврати се пак. Иначе важно е да учиме од грешките на луѓето околу нас. Важно е да учиме од грешките на библиските ликови. Ние денеска го имаме Светото писмо, дадено, фалом на Господ, на разбирлив јазик, некој се потрудил да го преведе, да го имаме ние денеска, да го разбереме. И во Библијата ни се дадени стандарди за тоа како правилно треба да, богоугодно треба да размислуваме, да се однесуваме, да постапуваме, да зборуваме, а во Библијата има и негативни примери. Во Библијата има и негативни примери кои што потекнуваат од луѓе кои што му верувале на Бог. Во една ситуација некој ќе се постави добро, а во следна ситуација ќе се постави погрешно. И тоа не ни е дадено само како извештај, еве да знаете што се случи. Туку тие негативни примери кои што ги имаме во Светото писмо се предупредување. Пази, кога ќе се најдеш ти во таа ситуација, не во скроз иста, ама во слична ситуација, да не постапиш како тој и тој. Мојсей, кога беше во Египет, порасна, се вели во Светото писмо, дека првите 40 години Мојсей порасна во Египет. И кога виде како еден египтјанин угнетуваше израелец, Мојсей зеде и губи тој египтјанин. Сакаше во своји сили да донесе спасение за израелскиот народ. И кога ги читаме ние денеска, тоа не ни нас дадено само да речеме: овој Мојсей убиец, туку е предупредување. Нема да ги преземаш нештата во своји раце. Кога ги читаме за Лот, роднината на Авраам, се вели дека кога Авраам и Лот се разделија и кога Авраам му рече на Лот: "Одбери ти каде сакаш да живееш, јас ќе одберам нешто друго", вика, Лот ги крена очите и погледа дека Содом и Гомора се многу богати, дека областа е плодна и си рече: "Таму ќе одам, таму ќе се населам." И на крај знаеме како заврши Лот. Изгуби жената, на крај неговите деца се научи на толку лош блуд, што на крај неговите ќерки го опија и легнаа со него. И по тоа произлегува два народи кои што со векови подоцна беа непријатели на Израел. И кога го читаме тоа, не е ова само тој извештај за Лот, не е поентата само да речеме: "Ту срам да му е на овој Лот." Туку кога правиш одлуки во животот, кога носиш одлуки во животот, немој парите да ти бидат водилка. Са некој ќе рече: "А што, нели треба да имаме пари?" Океј, треба да имаме пари, тоа е факт. Ама немој тоа да ти биде водилка, нека ти биде водилка Божјата волја. Значи, ако не учиме од тоа што Бог ни го дал како пример, и позитивен и негативен, нема да ги повторуваме позитивните аспекти, ама сигурно ќе ги повторуваме негативните. И Неемија вели дека стигна зад реката, значи помина реката Јордан, таму го пречека управителите, вика им ги дадов царските писма, и вика кога го чуја тоа, имаше двајца луѓе, Санавалат и Товија, на кој што им беше непријатно што некој дошол да се грижи за доброто на Израеловите синови. Со други зборови, на Санавалат и Товија, иако после ќе си го зголемат они тоа друштво кое што ќе врши опозиција, им беше непријатно што некој дошол да извршува Божјата волја. И сега, нема многу да навлегуваме во објаснување за овие двајца луѓе, ама, испоред тоа што го читаме во Библијата, испоред некои историски записи, станува збор за луѓе кои што имале некаква позиција во тој дел од светот, во таа област. Значи, не биле само обични луѓе на кои што им било криво што некој дошол, туку не, овие се фаци, овие имаат позиција таму. И им е малце криво што некој дошол што? Да извршува Божјата волја. Ова непријатно, вика им стана многу непријатно, кога ќе видите на каков се начин може да се преведе тој еврејски збор, слободен термин може да биде не им беше по кејф. Дека некој дошол да направи такво нешто. И затоа скоро низ целата книга се обидуваа да направат нешто да спречат изградбата на зидините. Ама не им успеа. Интересно е тоа што иако Неемија знаеше дека на овие двајца им е непријатно што он дошол, Неемија не престана со својата мисија. Не рече: па сега, не сакам јас да работам ако има луѓе кои што ми е криво што работам. Ајде ќе престанеме со ова што го правиме. Со други зборови, на Неемија
не му беше непријатно што на овие двајца им беше непријатно. И тоа е мојот совет и за вас денес, мојот совет и за самиот себе си, ама мојот совет за сите нас како заедница. Кога ќе извршуваш Божјата волја, немој да ти е непријатно што на другите им е непријатно. Ние христијаните не треба да извршуваме Божјата волја со извинување. Ќе ти стави Бог нешто на срце да направиш, ќе ти стави Бог на срце да дојдеш на богослужба. Дали на некој му е непријатно за тоа, ќе ти кажам, ич не е важно. Ич не е релевантно. Прашањето е дали ова е Божјата волја за твојот живот. Ако е, терај, не се секирај и не дозволувај никој и ништо да те пишмани во однос на тоа. Значи, апостолот Павле многу јасно има кажано. Прво во Галатјаните, нема прво Галатјаните. Галатјаните глава 1 стих 10. 1:10. Ако сакав да им годувам на другите, да им угодувам на другите, јас немаше да бидам Христов слуга. Повикот за верникот не е јас да направам другите да се чувствуваат удобно. Не, повикот за верникот првично е јас ќе му угодам на Бог. Во тој процес на угодување на Бог, некој ќе им биде мило, некој ќе им биде непријатно. Кој ќе ти праша некој пријател, ајде да одиме во недела таму и ти речеш извини, недела ми е време за црква, рече кај сега најде во недела во црква додиш? Или од кога бе ти почна во недела во црква додиш? На луѓето малци им е непријатно зашто бидејќи им откажуваш нешто за да исполниш Божјата волја. Нека не те пишманат. Нека не те секира тоа. Без разлика дали станува збор за член од семејството, за пријател, за роднина, за колега, колешка, сосед кој да е. Ти гледај да извршуваш Божјата волја. Во тој процес ќе има некој са навалат, ќе има некој товија. Ќе им биде малце, нема да им биде по кејф, што си тргнал по тој пат. Океј, нека биде така. Кога пред 20 години луѓето кои што биле одговорни за оваа заедница во тоа време, водачите, па и целата заедница, пред 20 години отприлика одлучиле дека ќе купат место и ќе изградат црковна зграда. И го купиле ова место и одлучиле тука да прават црковна зграда. И ова ќе ви го потврдат тие што се од тоа време во црквата. Јас ова го само на слушање го знам. Ама кога луѓето го купиле ова место и кога почнале да градат, кога комшиите почнале да прашуваат што ќе биде ова тука, кога дознале дека било црква, или ќе биде црква, ја ви гарантирам дека не ги пречекувале со црвен тепих и плех музика. Имало опозиција, имало противење. Зошто? Да бе тука секта ќе ми градат овдека. Фала му на Господ за тие водачи тогаш, за црквата тогаш кои што рекле што сакаат нека прават они. Ние ќе си продолжиме, ќе го правиме тоа. Са навалат и товија може да не име покеев, може да не име пријатно. Они кучињата си лаат, караванот нека си врви. Јас знам дека некои од вас сте тргнале по Христовиот пат, иако сте се соочиле со противење и од домашните, и од други ближни, и од пријатели. Ама со тек на време христијанинот треба да се навикне за тоа дека на другите нема да им биде пријатно кога исполнуваме Божјата волја. И треба се помириме со тој факт. Не да се обидуваме да им угодиме и на Бог и на луѓето. Невозможна мисија. Ама буквално невозможна мисија. Кога Том Круз има невозможна мисија, на крај ќе ја заврши. Ама за нас денеска, да му угодиш и на Бог и на луѓето е невозможна мисија. Ти треба да одлучиш кому ќе угодиш. Сега, има ситуации, мора да го напоменам иако кратко, има ситуации кога верникот се соочува со опозиција, не затоа што исполнува Божјата волја, туку затоа што едно збори, а друго прави. Затоа што исповедта и делата не се совпаѓаат. И кога во мојот живот и во твојот живот има такво нешто, дека едно зборувам, а друго правам, опозицијата е едно од најкорисните нешто што можат да ти се случат. Зошто? Бидејќи другите ќе те поттикнат да размислиш дали ти стварно го веруваш тоа што го исповедаш. Бидејќи ако не го покажуваш на дело, тука нешто не штима. Ама во случајот на Неемија не е тоа. Во случајот на Неемија едноставно човекот си ја следеше Божјата волја и луѓето
едноставно тоа не се вклопи со очекувањата на Санавалат и Товија и понатаму на други за тоа што треба да се случи во Ерусалим. Ама на Неемија не му беше важно. И некој пат не треба да ти биде важно што другите мислат. Се разбира, значи дека не ги сакаш, дека не ги почитуваш. Ама кога треба да се одлучи помеѓу мислењето на Бог и мислењето на луѓето, сеќавате кога апостолите ги фатија во дела апостолски, им рекоа ви забрануваме да проповедате, и апостолите им рекоа на тие: ај сега вие кажете што е подобро, да ве слушаме вас или да го слушаме Господ. За некои луѓе да ги слушаат луѓето. И тоа е во ред. Во ред до одредена вера. Ќе видат дека еден ден не вреди да им угодуваш на луѓето, бидејќи не може да им угодиш на луѓето. Луѓето се променливи. Денеска вака мислат, утре така мислат. Ако вака се однесуваш, денеска ќе му угодиш, утре нема да му угодиш. А Бог е ист. Вчера, денес и за секогаш. И на Бог е полесно да му се угоди. Иако да, он има високи стандарди, ама барем не се менуваат. А луѓето врз основа на тоа како се чувствуваат, знаат да имаат поинакви стандарди. И овие ситуации не можеме да ги избегнеме. Моменти кога на другите ќе им биде непријатно заради тоа што го правиме, ама добро е да ги очекуваме и да бидеме спремни за нив. За да не ни дојдат како шок или изненадување. Туку наставам да си знаеш дека ако сакам да живеам според Божјата волја, ако сакам да го следам Христовиот пат, ќе има луѓе на кои што тоа нема да им се допаѓа. Најблиските можеби, некои можеби не толку многу блиски, ама ќе има такви луѓе. И затоа христијанинот треба да биде дебелокожец. Знаете, има животни кои што вика за некој животно кој кажа дека е дебелокожец, значи дека има дебела кожа и не се пробива така лесно. Со тек на време христијанинот треба да стане дебелокожец. Не безчувствителен човек, ама човек кој што кога ќе дојдат некои такви напади, едноставно пробајте да удрите нилски конј или носорог со камче да удрите. Ако удрите мајмун, ќе го боли, ќе се повлече, ама ако удрите нилски конј или носорог, дебелокожец е. Не ни осеќа. Христијаните треба да знаат дека не можеме да му годиме на Христос и на луѓето. И тоа се подсетуваме на таа вистина. И затоа за секој што сака да им угодува на луѓето, мој совет е најди си друга вера. Најди си некоја друга вера. Не викам дека таа друга вера ќе биде вистинска или правилна, ама христијанството не е за тебе. Ако сакаш да им угодуваш на луѓето, христијанството не е за тебе. Христос не е за тебе. Тој тесен пат не е лесен да се чекори. И тој тесен пат ќе им смета некогаш на луѓето, многу често, би рекол. Сега, стих 12. Во стих 12 Неемија вели дека се до тој момент никому не кажал што Бог му ставил на срце да направи за Ерусалим. И оваа фраза, што Бог ми стави на срце да направам за Ерусалим, сакам да биде во фокусот на оваа денешна проповед, да биде главната поента. Што Бог на Неемија му стави на срце? Човекот кој што живееше во раскош во градот Суза, човекот кој што имаше добра работа, многу добро платена работа, човекот кој што имаше углед и добра позиција во тоа општество, одденаш одлучува да го остави сето тоа, да го остави тој удобен живот, да отиде во еден град кој што е целиот во рушевини, добро, можеби не куќите, ама зидовите се во рушевини, да отиде во таков град, да се најде помеѓу народ кој што и духовно и морално е паднат, за да ги охрабри да го иззидаат тој зид. Значи, луда идеја во одредени аспекти. Така, абе гледај колку ти овдека. Што ти фали овдека? Ти ќе оди сега во Ерусалим да се убедуваш, ајде да го изградиме зидот, па да се расправаш со некој си Санавалат и Товија, дали да градиш или да не градиш. И Неемија вели, како да вели, знаеш што? Ова не е моја идеја. Ова е нешто кое што Бог ми го стави на срце. Ова е Божја идеја. Јас само го реализирам тоа што Бог ме повика да го направам. И тоа некој пат, иако звучи како лудо, ама он како да вели, ова е Божја работа. Некогаш кога ќе имаме мисионери кои што ќе дојдат од Америка во Македонија, сите им се чудиме, што бараш ти тука?
си ја оставил Америка, не викам дека е совршена земја, далеку од тоа. Ама во многу аспекти е подобра од Македонија, си ја сакаме Македонија, ама мора да бидеме реални, така? Ти си го оставил тоа таму, си дошол тука со загаден воздух да се расправаш. Ја некој пати со луѓе кои што не се од црква, кои што ќе им кажам, викаат, што прават американци веќе вас во црква? Викам, шпиони се. Не се шпиони. Се шалам со нив. Викам, имаат повик да дојдат да служат овдека. И тоа е луда идеја. Некој пат луда идеја и за нас верните, искрено, ама тоа е Божи повик. Jednostavно тие луѓе викаат, знаеш што? Да, знам дека удобноста може би е таму, ама повикот е тука. И треба храброст човек да зачекори во тоа. Вика, што Бог ми стави на срце? Сега, зборот срце често го користиме во црковен контекст. Пример, сега тука имам некои стихови запишано. Во Втора Законие, глава 6, стих 5, се вели дека покрај другото треба да го сакаме Бог со сето срце. Изреки, 4 глава, 23 стих, вика, чувај го срцето повеќе од се останато, бидејќи од него се изворите на животот. Еремија 29 глава, 13 стих, Бог вели, ќе ме барате и ќе ме најдете, ако ме барате со сето срце. На песните што ги пеевме са бајле, со сето срце јас те прославувам, од срце ти благодарам. Кога ќе дојде проповед, велиме дека Бог може да ги промени нашите срца и го бараме во молитва тоа. Ама што всушност значи зборот срце, библиски гледано? Некој пат има потреба некој збор да се потсети на нивното значење, бидејќи можеме толку многу да ги користиме што едноставно како да го губат значењето, како да веќе забораваме што ти означуваат. Зборот срце во контекстот на Стариот Завет, еврејскиот збор за тоа што кај нас се преведува како срце е зборот левав или накратко е лев. И сега за нас е лесно да го запамтиме. Бидејќи имаме левови имаме како платежно средство во Бугарија кај нашиот сосед, ама и лев на македонски е придавка, лев жмигавец да речеме, така, значи е лесно да запамтиме. Во Стариот Завет зборот за срце е зборот лев. Сега, кога библиските автори пишуваат и го користат зборот лев и на нашки е преведен како срце, некој пат се однесува на буквално органот кој што чука во нашите гради, кој што не одржува во живот, ама многу почесто, како на пример во овој случај, што Бог му ставил на Немија на срце, се однесува на централниот аспект од нашето, ако може да кажем, духовно битие, на емоциите, на волјата, на мислите, на нашата внатрешност, на нашето расудување, на нашите чувства. Во суштина, во Библијата срцето е центарот на сите аспекти на човековото битие. Физички, бидејќи не одржува во живот, ама и духовниот аспект од човекот, нашите чувства, нашата волја, нашето расудување, нашите мисли. И што значи тоа Бог ми стави нешто на срце? Во овој контекст. Кога Бог ни става нешто на срце, тој всушност ги придвижува нашите мисли, волја, чувства и желби во одредена насока. Ги придвижува во одредена насока. На нас останува што ќе направиме со тоа. Ама Бог ни става на срце, ни става некоја идеја, некоја мисла на срце и нашите мисли, чувства, волја ги придвижува во таа насока. Ние можеме тоа да го задушиме. И сме го направили сигурно многу пати. Ама кога Бог става нешто на срце, тоа е за благослов на другите, тоа е за негова слава и тоа е исто така за благослов на некој што го исполнува тоа. И сега Немија вели го направив тоа или на некој начин Немија го прави тоа кој што Бог му го има ставено на срце. Тука се поставува прашањето дали ние денес треба да се водиме според се тоа што го чувствуваме дека го имаме на срце. Или модерно да се изразиме, дали треба да си го слушаме срцето? И одговорот е не. И да и не. Не, бидејќи некој пат во срцето ќе има желба која што не е од Бог и е спротивна на се што Бог сака, ама ти ќе се убедиш дека Бог го сака ова за тебе, а да, затоа што некој пат Бог на срце ќе ти стави нешто и ти усвари не го слушаш срцето, го слушаш тоа што Бог го има ставено таму. И на некој начин го следиш. Во Изреки 14 глава, стих 12, Соломон вели дека има патишта кои на човекот му изгледаат прави и исправни,
ама нивниот крај води кон смртта. Во некој превод во контекст на овој стих има работи кои што човекот си ги има на срце и мисли дека ова е добро. Али вели, патот нивни може да води до смрт. И затоа советот, слушај си го срцето, може да биде многу опасен. Во Библијата само двајца даваат не буквално сосема тие збор до збор, ама тој совет го даваат. Двајца луѓе го даваат тој совет. Првиот е пророкот Натан, кога царот Давид живееше во мир, во благосостојба, во раскош, седеше на ден си рече, јас глеко кава палата имам, ама Бог нема храм. И ќе му изградам на Бог храм. И пророкот Натан му рече, прави го тоа што ти е на срце. Уште вечерта Бог му се јави на пророкот Натан и му рече, иди кај Давид и ќе му кажеш дека не сме да го гради храмот. Значи Натан му вика, прави го тоа што ти е на срце. Пророк. И Бог му вика, чега ти се консултираше со мене? Значи во негативен контекст е тоа. Вториот човек кој што има кажано слушај си го срцето е Соломон. Проповедник, глава 11 стих 9. Царот Соломон пишува, парафразирам, следи си го срцето, кај што ќе те води, ама знај, дека за сето тоа еден ден Бог ќе ти суди. И тоа не е совет стварно следи си го срцето, туку ти можеш да правиш што сакаш, што ти е на срце. Ама срцето може да одведе на Божиот суд. Така што, знајки го тоа, ако сакаш, тере. Ама тоа ми е на срце, ама таа личност ми е на срце. Добро, нека ти на срце. Како што дошла, така ќе си отиде. Ама тоа ми на срце го направам. Од Бог ли е? Дали од Бог тоа? И затоа, добро е за нас христијаните да се стремиме кон тоа да умееме да препознаеме дали ова што го чувствувам во срцето е од Бог или од самиот мене. Или ми е можеби некоја наметната идеја од светот околу мене. И сега се разбира, тука не зборам за некои ситуации кои што не се толку морално одлучувачки или не се толку непознати дали треба вака или онака. Не треба са ти да размислуваш, дали ми е на срце, дали ми е од Бог оваа идеја што имам да облечам оваа кошула или таа мајца. Мислам, такви некои моменти нема потреба. Дали да ваму или таму на одмор, кај сакаш оди на одмор. Или некои работи кои што се очигледни. Имам личност која што пред мене, не знам, на улица е проси. Дали да ја купам храна или да не ја купам храна. Мислам, нема потреба са ти да седнеш и да медитираш дали е тоа од Бог или не. Купи ја храната и остави и тоа е тоа. Некој има потреба од молитва, дали да се молам за него или не. За такви работи не се ни размислува. Се знае која е откриената Божја волја. Ама, кога верник е стапи во брак или планира со некого да стапи во брак, прашањето е тоа што таа личност ти е во срцето, ти е тоа од Бог ти е или ти е тоа од самиот тебе. Кога ќе направам некоја одлука дали да се преселам од државата или не, тоа ти е од Бог ти е или ти е од самиот тебе. Кога ќе треба да донесам некоја, како семејство да донесеме финансиска одлука, тоа ти е од Бог ти е или од тебе. Сакаш да служиш во црквата. Некој ќе рече, па може ли служењето во црквата да не е од Бог? Може. Ако може изградба на храм да не е од Бог, може служење во црква да не е од Бог. Зошто? Бидејќи некој пат некој го прави од погрешни мотиви. Не затоа што сака да служи, бидејќи сака да биде пофален, сака да биде виден. Ично ни почнувај. Треба да знаеме, да умееме со Божјата помош да препознаеме оваа идеја од Бог, оваа желба, овој поттик, овој порив е од Бог или од самиот мене. Има 3 филтри кои што ќе ни помогнат. Не можеби 100% да знаеме дали нешто е, можеби секој пат ќе има некој процент на одам со вера дека е од Бог, ама има 3 филтри кои што ќе ни помогнат да препознаеме дали некоја одлука е од Бог или не е од Бог. Првото е Светото писмо. Ако е спротивна на Светото писмо, не е од Бог, крај, не се замари, не ни размислува, готово, завршена работа. Ако нешто е во согласно со писмото, молимо се на Бог. Неемија знаеше што е Божјата волја, ама сепак му се помоли и побара од Бог, он да биде тој што ќе го изгради зидот, што ќе помогне во таа работа. И третото е, значи прво, потврда од писмото, мир во молитва и советот на верните. Разговарај со некого. Некој пат ние сакаме да го прескокнеме овој трет чекор, бидејќи се плашиме што ќе ни кажат верните. Јас си читав, јас се молев, јас имам мир во однос на тоа. Добро, разговарај со некој.
И тој некој ако те сака доволно ќе ти каже да или ќе ти каже не. Ако преку овие 3 филтри Бог ти потврдува нешто, јас би рекол дека големи се шансите дека тоа е она кое што Бог очекува да го направиш. Да се вратиме назад, вика Неемија, вика тоа што Бог ми го стави на срце. И оваа книга не учи на еден многу важен принцип, а тоа е следниот. Пред Бог да направи нешто преку нас, Бог ќе направи нешто во нас. Бог секој пат така функционира. Пред Бог да направи нешто преку твоите раце, ќе направи во твоето срце. Тоа ќе почне дело, и ако си послушен на тоа дело, со тек на време, ќе видиш дека Бог ќе го реализира тоа што ти го има ставено на срце. Еден од првите чекори во обновата на зидините е желбата која што Бог му остави на Неемија. И Неемија одлучи да се води според таа желба. И тука дура си го поставим прашањето, во оваа фаза од животот, во овој период од животот, што е тоа што Бог ми го има мене ставено на срце да го направам? За да ги благословам другите? Може би за да послужам во црквата? За да ги охрабрам другите? Што е тоа што Бог ми го има ставено на срце? Која е таа мисла? Која е таа желба? Кој е тој поттик, тој порив во мене? Јас сум 100% сигурен дека Бог на оние кои што се надеваат и веруваат во Него, дека им става желби и идеи, и поттици и пориви во нивните срца. Тоа воопшто не е прашање, но прашањето е дали ние сме послушни на тоа. И не мора да биде нешто големо како тоа што Неемија го доби. Сега ќе изгради цел град, зидините околу градот ќе ги изгради. Тоа е стварно голем проект. Некој пат Бог ќе ти стави нешто големо на срце, а некој пат ќе ти стави некои работи кои што можеби ние ги дефинираме како мали, ама се значајни. Да се јавиш некому и да речеш, слушам дека не си добро. Чисто знам дека сакам да знаеш дека се молам за тебе. Или кога знаеш дека некој не е добро, ајде да се видиме да разговараме. Кога знаеш дека некој има потреба од помош, ја ти помогнам. Согласно моите способности, согласно моите ресурси, сакам да ти помогнам. Кога ќе видиш дека нешто во црквата треба да се заврши и сите дигаат раме и не знае кој, може и Бог ти става на срце да речеш, јас ќе го направам тоа. Денеска ние имаме после богослужбата заеднички ручек, бидејќи на некој Бог му ставил на срце да рече, ај ќе го направиме тоа. И тој некој рекол, ајде да иницирам нешто. Ајде да се собереме, зошто? Бидејќи сакам да направам нешто што ќе и помогне на црквата да се зближи. Сакам да го подобриме заедништвото во црквата. А има ситуации кога Бог ни става нешто на срце и ние или го игнорираме, или го задушуваме со тек на време. Некој пат Бог е толку упорен за наше добро, што на крај сепак ќе не доведе до тоа. Милом или силом. Ама тоа е за наше добро. Јона, земете го Јона за пример. Пророкот Јона. Бог му стави на срце и му рече, иди во градот Ниневија и проповеде против тој град, бидејќи има многу грев таму. И сега, ако видите кај се наоѓаше Јона во тој момент, Ниневија се наоѓа на исток, Јона купува карта за бродче дори на запад. Зошто? Што подалеку од тоа што Бог му го стави на срце? Што подалеку? Бог си најде начин како го врати пак во Ниневија. Ама сакам да кажам дека некој пат, не секој пат Бог ќе го направи тоа. Некој пат Бог ќе ти стане нешто на срце, ти ќе речеш, немам време, не знам како, немам искуство, што ќе мислат другите. Океј, друг ќе го направи тоа. Друг ќе го земе благословот. Ама и не само во однос на тоа, ние, секој еден од нас, има многу примери во писмото, има многу примери од нашите животи. Кога Бог те поттикнал нешто да направиш, ќе го игнорираш, ќе го задушиш. Некој пат е поради комфор, бидејќи Божјиот повик некој пат не вади од комфор зоната. Сега кога Бог ти вика, ти става на срце, направи го ова, ама сега кој ќе го прави сега тоа? Некој пат е мислењето на другите. Бог ти вика, направи го ова, што ќе речат сега другите? Некој пат е мрзеливост, бидејќи Божјиот повик подразбира акција. Подразбира се активираш да направиш нешто. Сега ме мрси да го направам тоа. Океј. Може и Бог повторно ќе ти го стави тоа на срце. Ама ако ти не сакаш, може и Бог ќе го стави некој друг и тој друг ќе си го земе тој благослов. Поентата ми е дека уште пред да ни даде Бог нешто, да ни стави некоја желба, некоја идеја, некој поттик, некој порив на срцето, Бог веќе ни дал слободна волја.
И таа слободна волја ние може да искористиме да речеме не. Не ми интересира мене ова. Бог му даде на Неемија слободна волја. Знаете, ние денес имаме книгата Неемија за обновата која што ја водеше Неемија, бидејќи тој одлучи да биде послушен на тоа што Бог му го стави на срце. Неемија можеше да каже: "А не, извини Боже, тука ми е убаво. Види, платичка си капе секој први, под државна капа, што ви се рекло така, од царот зема плата, под државна капа, плата си капе, си имам здравствено пензиско, не се замарам со тие таму во Ерусалим." Најверојатно некој друг ќе го изградеше зидот. Неемија немаше да го добие благословот. И кога ќе почне изградбата на зидот, ќе видите во 3 глава кога ќе обработуваме, некои луѓе вика не сака да си ја свиткаат кичмата да сработат нешто. Тие беа од големото добро утро. Не сака да се впуштат во тоа што Бог го правеше. И секој од нас може да си одлучи така. Тоа не значи дека Бог ќе престане да не сака. Не знам, Бог ти става нешто на срце, ти, не, јас имам мои причини зошто не. Тоа значи дека Бог ти вика готово, знаете, некој пат сега со Јаков, некои бабите и дедовците кои ќе му кажат нешто на Јаков, Јаков јади, Јаков не, баба веќе не те сака. Нема така кај Бог. На шала, не е тоа вистина, ама демек ајде да го условат за да јаде Јаков, баба не те сака ако не јадеш. Нема врска, го сакаат, се разбира. Ама кај Бог нема направи го ова, не те сакам веќе. Ти се лутам. Он ќе те сака. Бидејќи те сакаше Бог, го даде својот син уште пред да бидеш роден или родена. Уште пред со било што да можеш да го заслужиш, Христос умре на крстот на Голгота. Секој што верува во него да добие спасение и вечен живот. Толку. Не можеш ти да направиш нешто со кое што Бог ќе те сака повеќе или нешто според кое што Бог ќе рече: готово, тука веќе тајм аут, ја и ти завршивме. Ама ако Бог ти става нешто на срце, некоја желба, идеја, поттик, што и да е, и си сигурен дека од него, и ако не зачекориш, ако не го реализираш тоа, ти само губиш можност да бидеш дел од тоа што Бог го прави. На некој начин си губиш благослов. И книгата Неемија е извештај и сведоштво за тоа што се случува кога еден човек одлучува да го направи тоа што Бог му го става на срце. И Неемија не е исклучок, туку е пример, туку е правило, дека Бог на сите нас ни става нешто на срце. И до сега зборувам што ќе се случи ако не одиме според тоа, ама ако одиме според тоа што Бог ни го става на срце, ако се водиме според тоа, можеме да бидеме сигурни дека ќе има опозиција. Ви гарантирам. Ама исто така, можеме да бидеме сигурни дека ќе има Божја благонаклоност и дека, како што вели Неемија, ќе видиме Божјата рака врз нашите животи. Он вика: царот ми даде зошто? Бидејќи Божјата рака беше над мене. А зошто беше Божјата рака над него? Бидејќи тоа што му беше на срце. Рече: јас одам со ова и што сака нека биде. Ако треба ќе ризикувам и работно место, ако треба и живот ќе ризикувам пред царот, јас сакам да го направам тоа што Бог ми го стави на срце. И кога ќе имаме таков став, ќе видиме Божјата рака во нашите животи и ќе имаме удел во исполнувањето на Божите планови на оваа земја.